Почитуван председател на комисијата, почитувани пратеници, членови на комисијата за економија при парламентот, сакам да ви кажам што е суштината на овој амандман, иако веќе пратеничката го објасни сосема доволно. Барањето на компаниите од текстилната и од кожарската индустрија, значи поставија барање следно, дека основните два услова кои што треба компаниите да ги исполнат за да може да ги користат субвенциите кои што ги нуди овој закон, се да имаат зголемен приход во тековната година во споредба со претходните, со просекот од претходните 3 години и да немаат намалување на број на вработени. Инвестицијата во кожарската и во текстилната индустрија прави да практично се автоматизира процесот на работа и они викаат во тој случај ние и онака тешко веќе наоѓаме работници и немаме работници, значи ако треба да го задоволиме и вториот критериум, ние ќе инвестираме, ама вториот критериум нема да го задоволиме. И за да овозможиме тие навистина да инвестираат, бидејќи во моментов македонската индустрија, кожарска и текстилна исклучиво, или ајде да не речам исклучиво, но во најголем дел лон индустрија, тие мора да преминат значи кон друг тип на индустрија со помодерни машини, со поголеми инвестиции. Ако направат такви инвестиции, неминовно таму ќе се намали бројот на вработени кои и онака тешко го обезбедуваат во моментот. И затоа им дозволивме значи да не ги исполнуваат двата критериуми, само со исполнување на едниот критериум да може да добијат поврат, бидејќи знаеме дека тие две индустрии во моментот се најранливи во Македонија. Перспективно, јас тоа го зборувам и со кожарската и со текстилната индустрија, не сакам да звучам политички и затоа ќе зборам значи стопански, тие војната со пазарот во светот на долг рок ќе ја изгубат ако не направат нешто. Бидејќи секогаш тие ќе најдат, секогаш некој во светот ќе најде поевтино место да произведува, значи мислам дека Македонија не треба да ја продаваме како земја во која што луѓето ќе работат за 150 евра. Затоа што такви работници веќе реално на пазарот нема. Значи ние треба тоа да го знаеме дека е така. Јас овие 10 месеци колку што седам у владата, а и претходно 15 години колку што се занимавам со стопанство и индустрија, значи состојбата е сменета. Значи, ако да речеме пред 6, 7, 8 години, таа програма била добра за да се запослат луѓе, заради тоа што тогаш имало работна рака која што ќе работи за 150 евра, за 8, за 9, за 10.000 денара, денеска во Македонија тоа повеќе го нема и ние мораме да се прилагодиме на реалната ситуација. Тоа тешко се обезбедува веќе во Македонија. Што од тоа што еден добар дел од луѓето се запослија, што е добро, а што дел од тоа што добар дел од луѓето се иселија од државата. И вие, ако седнете со било кој стопанственик денеска, па вклучително и инвеститорите кои што се присутни во Македонија, нивен главен проблем е не можат да најдат работници. Сега, значи во таа ситуација ние треба да одиме малце во тој правец да видиме како да направиме значи поголема база, како да го смениме образовниот систем, како гледате дека тие се обидуваат сами да инвестираат во образовен систем. Стопанската германска комора прави пилот проект како точно во градовите каде што имаат сопствени фабрики да моделираат систем како да креираат вработени. Вејбо од Крива Паланка си отиде заради тоа што не можеше да најде текстилни работници. По цените по кои што они очекувале. Они може да најдат текстилни работници, ама не за 9.000 денара. Значи, практично, тоа треба да биде олеснување за овие две индустрии. Вака само сакав малце пошироко да објаснам. Јас со задоволство ќе ги објаснам сите овие прашања што ги кажавте. Се надевам дека ќе бидете задоволни од одговорите. Значи, да, се разбира. Вие сте представник на граѓаните. Да, така да кога вие ги представувате нив, нормално треба и вие да сте задоволни и ќе бидат и они преку вас. Значи, станува збор за, ќе трнам поред сега, вака за сите забелешки. Значи, да, разликата беше меѓу странските и домашните, онака како вие дискутиравте, јас по тоа ќе се обидам да одговорам, само кажете ми колку време имам. Да. Значи, ќе се обидам да бидам концизен. Да, точно е, овој закон постои заради тоа што постоеше разлика помеѓу домашни и странски компании и јас ќе ви кажам многу конкретно примери од праксата заради тоа што јас сум во тој економски живот или индустријски живот веќе 20 години. И ќе ви кажам пример. Например, се направи Ван Хол и јас го поздравувам и тоа е една од најдобрите инвестиции во Република Македонија, као и сите други 23 што се добри. Значи, никој не рекол дека тие се лоши. Значи, иако вие се обидувате значи, да наметнете таква една динамика или реторика дека некој рекол дека се лоши. Ние само викаме дека начинот на кој што тоа е направено може да биде подобар. Во кој момент може да биде подобар?
може да биде подобар на следниот начин. Еве, конкретно за Ван Хол ќе ви кажам. И ние сме разговарали и со Ван Хол и тие се согласни со таа работа. Што се случува? Ван Хол добил X, не е битно колку, 1000 евра покрирање на работно место. Тој во главно запослува заварувачи, бидејќи они прават склопување на автобусите. Дел од шасијата се изработува во активач тип, а дел се изработува во Ван Хол и после тоа, значи, го склопуваат автобусот, носат компоненти за тој автобус и вадат готов производ, фарбаат и така натаму склопуваат. Ван Хол е добар пример и добра инвестиција во Република Македонија заради тоа што вади готов производ и тој може да си одлучи од кого ќе ги купува компонентите што ќе ги вградува. И затоа Ван Хол има 8% соработка со македонските компании. За жал со други компании не е тоа така, бидејќи оние немаат таа слобода. Но сега да се вратам зошто сега домашните и странски компании. Сега на 5-6 км од Ван Хол се наоѓа Факом. Факом е компанија од бивша железара, која што работи со заварувачи. Тие подпишале договори, направиле договори, значи, некаде на Блиски Исток и рачунаат дека ги имаат вработените тие што ги имаат. Но Факом нема помош. И сега, што се случи? Се случи да 60% од заварувачите од Факом отидоа у Ван Хол. Па сега, дали е тоа фер? Овој, не знам дали имате чувство како изгледа да направите заварувач во фирмата. Тие кои ќе испаднат од школа, од средно училиште, не се заварувачи, да не се лажеме. Тие им треба малце пракса, им треба. Сега, значи, овој, значи, Факом инвестирал во него, го направил заварувач, ама он нема никаква помош, а додека Ван Хол не плаќа персонален данок, значи автоматски 10% е помалце, и добил 3000 евра или 5000 или 7000, да не сега шпекулирам, значи не знам точно на памет колку добил Ван Хол, значи за секое креирано работно место. Јас се согласувам дека е тоа добро да се креира работно место, но ако ги земете оние 23 компании што биле во зоните, 60% од вработените во тие не се прво вработени, него тие се превземени од македонската индустрија. Тоа е лошото, како да ви кажам. Значи, можам да ви кажам и многу други примери, еве еден конкретен ви кажам. Значи, можам во секој град да ви кажам. Сега ние што сакаме да постигнеме со ова? Сакаме и понатамо да ги поддржуваме. Прво сакаме една работа да расчистиме. Не знам дали сте го виделе овој диаграм кој што јас го имам и го покажувам на сите, се надевам ми го стаиле тука, да, еве го има. Еве јас ќе ги скинам овие два листа и ќе ви ги оставам. Значи ние направивме симулација, овие странски инвеститори што се дојдени во зоните во Република Македонија, колку биле поддржани по договорите што ги имале. И значи ние викаме, тие биле поддржани. Сега значи се прави една, како да кажам, се прави атмосфера, се прави амбиент дека сега тие нема да бидат поддржани или полошо ќе бидат поддржани. Не е точно. Значи, ако дадат резултати, сите ќе бидат поддржани. И еве ја направив една анализа колку тие биле поддржани претходно, а колку сега кога на нив би се имплементирал овој закон. Значи овој закон да го имплементираме, пошто ние сега го знаеме нивното работење. Знаеме како работеле минатите години и да направиме симулација како тие би биле поддржани, еве го одговорот. Гледате, сивото е колку биле поддржани, зеленото е колку плюс, а црвеното е кои компании би биле помалце поддржани. Ги нема имињата на компаниите, кој има интерес можам и конкретно да му ги дадам, за тоа што да не ги злоупотребуваме имињата. Не знам дали видовте дека јас бев многу внимателен да ни едно име на компанија не кажав никогаш, за да не направам проблем кај компаниите. И гледате, од 23 случаи 3 се црвени, 20 се зелени. Што значи никој тие нема. Зошто? Затоа што во најголем дел тие се добри компании. Знаете кои се само помалце поддржани? Тие компании кои што им било дозволено да не ги плаќаат социјалните придонеси. Значи вие во даночниот пакет на ослободување имате разлика помеѓу компаниите. Сега кога ќе ги видите договорите, бидејќи вие зборувате, а не сте ги виделе, ќе видите колку дискреционо право имал тој кој што ги правил договорите да дава различни субвенции. Па така, некој добивал 1000 евра покрирано работно место, а некој добивал 11.000 евра покрирано работно место. Тој што добивал 11.000 евра покрирано работно место, јас го знам точно кој е, дели плата 200 евра, просечно. Вие 5 години унапред сте му ја дале платата. И при тоа не плаќа персонален данок. Значи, второ, овие црвените што ги видовте, тие се оние кои што добиле одобрување да не плаќаат социјални придонеси. Значи имате, сите добиле ист пакет. Пакетот е
10 години да не плаќа персонален данок и 10 години да не плаќа данок на добивка. Ја немам ништо против тоа, ние го продолжуваме, тоа го пише тука. Зошто? Затоа што државата се откажала од нешто што го нема. Значи, ако тој инвеститор не дојде, државата секако тие пари нема да ги земе. И ја викам, тоа е добро направено. Сега, меѓутоа овие трите црвени, нив им било дозволено да не плаќаат и здравствено, и пензиско, и образование. Сега тоа не може. Зошто? Затоа што тие луѓе имаат деца, одат у школа, така? Тоа значи дека сите овие други што не се субвенционирани треба за нив да плаќаат и доктори, и учители, и утре пензија која ќе земат пензии да плаќаат и тоа. Тие нема, значи тоа повеќе нема, значи ослободување од социјални придонеси. Сега, да одам поред, значи, заради тоа го донесовме овој закон, за да можат сите да се чувствуваат рамноправни. И сега веќе нема право Кочо Анѓушев да дискутира дали ќе му дадат 1000 или 11.000. Јас знам, да, некој пат може би кога ќе преговарате и поевтино ќе поминете. Ама па некој пат, многу пати ќе поминете и поскапо и секогаш ќе се постави прашањето како тоа вие сте го преговарале, кој ви го дал тоа право дискреционо да преговарате. Значи секогаш кога, значи најголемата забелешка нова беше секогаш кога имате дискреционо право да преговарате, тоа е само второ име за корупција, иако морам да кажам дека јас такви многу случаи не знам, дека некој направил голема корупција со странските инвеститори. Знам поединечни случаи, но тие се не би сега ги дискутирам. Значи, сакам да ви кажам кој беше концептот. Значи, ние кога правиме закон мораме да имаме логика. Зошто го правиме законот? Која е логиката на тој закон? Логиката е, еве ова да не се случува и точно тоа е ставено во критериумите. Сега ќе одам поред. Вие викате дали ќе има ефект бидејќи сега е април. Добро, еве јас ве замолувам во ваши раце, вие сте пратеници, ве замолувам донесете го побрзо. Јас овој закон го работам од септември месец. Јас дојдов. Се разбира, така е. Значи јас видете ако поднесете 5000 амандмани, тоа е, така нели? Значи, да, значи, но суштината, видете, јас верувајте ми, не сум дојден никого нити да провоцирам, нити да... Јас сум дојден како човек што се занимава со економија да зборам со аргументи. И сум секогаш спремен да зборам со аргументи. Ако некој збори стално и одговара на све, веројатно јас сум тоа најмногу, без разлика што сум најнапаѓан. И никогаш немам зла намера во мојата дискусија, секогаш дискутирам со аргументи. И секогаш така ќе одговарам. Значи, молам? Сега? Ама еве одговорив, јас со аргументи ви одговорив, дека еве Факом и Ванкол. Колку сакате примери да дадам такви? Значи, затоа ги кажуваме тие. Сега, зошто, значи, само да се вратам назад на она, дали е касно? Не е касно, зошто? Затоа што тие аплицираат со завршна сметка од 2017 година. Значи, државата нема на никого да му даде пари upfront, значи авансно. Значи, државата ќе чека овој да инвестира, а тој ќе инвестира ако знае дека државата ќе му врати пари и банките ќе знаат дека државата ќе му врати пари па ќе го помогнат повеќе, тој за инвестиции со банките ќе си се договара. А ние само ќе му направиме да му помогнеме во инвестирањето. Ако сакате да зборуваме како стопанственици, што тоа значи? Со други зборови, ние него му обезбедуваме бескаматен кредит. Значи, практично државата, зависи кој како се договорил, му обезбедува бескаматен кредит. Тоа сакаме да ги изедначиме нашите економски субјекти со тие што работат во Европа. Па како бре нашава фабрика ќе биде конкурентна со светов ако плаќа поскапа енергија, верујте ми плаќа. Ако плаќа, не знам, поскапи кредити, а плаќа, кога кредитите у светов се некаде со 1,5%, па има и 0,7% и камати, нашиот треба сега да се бори со светов и да инвестира со најмалце, доскоро беа 5,5, сега малце паднаа и така натаму. Значи, не може он да се бори. И затоа ние му викаме, еве ти 10% назад од инвестицијата, со други зборови му викаме, земи кредит, еве каматава, ние ти ја платив. Така, за да ти помогнеме да инвестираш. Бидејќи ние не враќаме, пазете, може некоја компанија и да расте у приходот, и да расте у бројот на вработени, ама тој ако не инвестирал, нема што да поврати по меркиве. Ние го тераме да инвестира, не да си ги става парите у джеп. И притоа, кога збориме за инвестиција, збориме само за инвестиција во основни средства и во хали. Ако купи кола, намештај, не знам, тоа не е инвестиција. Значи, треба да купи машини, кои што се во функција на работата и треба да прави хали што се во функција на работата. При тоа машините, пишува тука во законот, треба да бидат нови.
Ние не можеме да стимулираме у Македонија да иде ѓубре трета класа или стари машини, репарирани машини, па онда како ќе правиме технологија, како ќе зголуваме конкурентност. Видете, вие за да направите GDP немате како поинаку, освен да го... Видете, у Македонија 3 работи можете да направите. Едната работа е да зголемите, кај и секаде у светот, не само у Македонија, у Македонија од 3 2 ви остануваат. Првата работа е да ја зголемите домашната потрошувачка. Толку е, ние сме толку луѓе колку што сме на број, со таа платежна моќност и толку можеме да ја зголемиме домашната потрошувачка. Вториот начин да зголемите GDP е да го зголемите индустриското производство, ама ако го зголемите индустриското производство за македонски пазар, што ви треба? Ништо. Ако вие зборите за македонски пазар, вие немате фабрика. Фабрика има смисла само ако сте извозно ориентирани и затоа е таа мерка посебната за освојување на нови пазари, плюс 10%. И трета работа, капиталните инвестиции и инфраструктурата, што е надвор од овој закон, не го третира. Значи, овој закон ја третира втората можност, да ја зголемиме индустријата. Индустријата мисли да бидете конкурентни у цел свет. Верујте ми, мислам, тие што ме познаваат, а еден добар дел од вас и ме познаваат, јас сум почнал пред 15 години од нула вработени. Денеска имам над 1000 кога пред да бидам подпредседател на влада. Јас сум освојувал 21 држава како пазар. Таму цел свет ви е конкуренција. Таму немате вие, како да ви кажам, милост. Таму доаѓа од сите овие земји кои што веќе имаат оваква помош, а вие треба да се борите против нив. Затоа сакаме на компаниите, ние не викаме странски, домашни, на компаниите што работат у Македонија, да им помогнеме да може да се борат на тој пазар. Најдобра е намерата. Не е намерата ние сега да измислуваме топла вода. Не измислуваме ништо, го правиме тоа што го направил светот. Значи, јас многу искрено зборам, затоа и го зборувам. Да, точно е, од 71.000 компании, да, 1/3 ќе бидат eligible, значи квалификувани да го користат законот. Па видите, мораме да ставиме некој критериум. Ајде, онда да трошиме пари на загубари, па тие пари никогаш да не се вратат. Оваа држава, знаете, колку пари потрошила на Охис, на стаклара, на... да не ги бројам сега, кожара и така натаму, сите, топилница Велес, не знам, и така натаму. Тие нити парите се вратиле, нити компаниите оживеале. Ние зборуваме, дајте да потрошиме пари, кој сам докажал дека може, ние да му помогнеме уште поише да може. Тоа е суштината на законот, мислам, тоа е логиката, затоа толку, и сега тие што задоволуваат, да, толку се 1/3, нека работат другите, нека станат половина следната година. Никој не ги брани. Али мора да има некој критериум. Замислете како да делиме на сите. Тоа онда ќе личи на социјална помош, нема да личи на поддршка на економијата. Или ќе личи купување гласови, како да кажам. Значи, не сакаме тоа да го направиме, сакаме да направиме економска мерка. Значи, она што вие го рековте, што значи тоа... Само да видам тука што имаше друго. Да, вкупниот приход, што рековте, дали треба да биде вкупниот приход или да има некој друг критериум. Видете, инвестицијата во моментот кога вие ќе ја направите, таа не е веднаш профитабилна. Секој што правил инвестициона програма знае дека инвестицијата кога вие ќе ја направите сметководствено гледано сега, значи таа првите 2-3 години има негативен кешфлоу, значи таа нема позитивен кешфлоу. И затоа, значи, ама он ја направил инвестицијата во 2017 година. Он во 2017 година нема позитивен кешфлоу. Он има негативен кешфлоу. И ако вие го ставите како критериум дали ќе биде загубар или не, затоа ние викаме да го зголеми приходот. Што значи за Гринфилд да го зголеми приходот? За Гринфилд да го зголеми приходот значи тој не постоел лани. Значи, кои се двата услова? Или да го зголеми приходот во споредба со претходните 3 години, или да го зголеми бројот на вработени со просекот од 3 години. Значи, ако во 2016 година не постоел, во 2017 година направил инвестиција и инвестицијата ја ставил во функција, сега вие можете да прашате да го антиципирам прашањето, па што ако не ја заврши инвестицијата во 2017, тогаш он нема да ја книжи како завршена инвестиција, ќе ја книжи како инвестиција во тек. Иако сум ја машински инженер, морав да научам многу сметководство. Значи, он ќе ја книжи инвестицијата како инвестиција во моментот кога ќе ја заврши. А во моментот кога ќе ја заврши, он ќе ја стави фабриката во функција. И бидејќи ќе ја стави во тој момент фабриката во функција, он ќе почне да остварува приход. Значи, кога ќе почне да остварува приход, споредбено со просекот од претходните години, 3 години неговиот приход пораснал.
Што значи, со други зборови, секоја гринфилд и браунфилд инвестиција ја опфаќа овој закон. Затоа е речено и пократок период, затоа што тој може претходните 3 години не постоел. Сега ви одговарам на прашањето кое што покасно го поставивте, али у контекст на ова. Значи, затоа е тој така поставен што вика или пократко. Значи, ако тој не постоел 3 години, морате да го споредите со 1 година, така, или со пола година, или со 0 години. Тоа значи сакаме сите гринфилд и браунфилд инвестиции да влезат внатре. А ако постоела не остварил, па онда јас прашувам зошто инвестирал ако не зголемил приход, значи ја промашил инвестицијата. Ако ја промашил инвестицијата, зошто ние као држава ќе му партиципираме у неговото промашување? Затоа бараме да го зголеми приходот. Значи, тоа е логиката на оваа работа. Верувајте ми, овој закон сум го конструирал и заедно со колегите со кои што сме работеле. Иако јас не кријам, да, јас сум на некој начин идеен творец на оваа работа. Значи, иако партиципирале многу субјекти. Значи, онака како што би го направил на некој што му мислам најдобро во индустријата. Затоа што 20 години седам од другата страна. Знам што треба. Молам? Па видете за индустријата, од што живеат сите останати. Ај ќе речете вие, ај да делиме пари онака, знаеш, и онда за сите е тогаш, така? Ама тоа се вика социјална помош и тоа се решава у друго министерство. Не се решава економска политика така, така? Да, ќе довршам само, извинете, верувајте ми, најдобра намера имам да ви објаснам све. Значи, за тоа го викаме вкупниот приход, а не викаме профитот, бидејќи ако кога е нова инвестиција нема профит. Дали може да биде загубар и да зголеми приход? Да, апсолутно, сега ви одговорив. Пократок период, тие што постојат, да, заради тоа е пократкиот период, заради тоа што да се опфатат гринфилдовите, бидејќи ако сега она што вие го рековте, а што ако неговото зголемување на приход е резултат на зголемување на цените на пазарот? Например, ако работи со метали, така се зголемиле цените, он правел минатата година 10.000 тона, оваа година пак прави 10.000 тона, ама бидејќи цената на пазарот пораснала, се зголемил приходот. Да, затоа ние викаме упросечено со претходните 3 години, за да фатиме некаков просек, нели, па ако му се намали, па ќе го оштетиме, така? И затоа во еден период од 3 години правиме просек. Но има и друга вистина. Еве и да го зголеми тој приходот. Ако ништо не инвестирал, што ќе поврати? Ништо. Ме разбирате? Затоа што ние повраќаме инвестиција, ние не даваме зголемување на приход да му плаќаме. Тоа е само критериум, а додека повратот на парите е по инвестиција, го тераме да инвестира. Член 12. Позитивни деловни резултати. Значи, позитивни деловни резултати се мисли критериумите од член 9 да ги задоволи. Така, ама кажано е у член 9, еве можеме да го избришеме тоа, небитно е. Мислам, нема никакво физичко значење таа работа, да. Значи, бидејќи член 9 е исклучив, јасен. Член 23. Сега, член 23 и 24 треба да ги разбереме. Значи, ако некој добива средства по член 23, што ги викаме така наречени таргетирани компании, еве јас ќе одам на тој член. Значи, вика од значаен економски интерес на Република Македонија. И после тоа дефинира што е значаен интерес. Вика горе кажува, значи вика во член 22 кажува, така? Значи кажува, вика, инвестициски проекти чии инвестиција изнесува најмалку 4 милиона евра и обезбедува најмалку 300 работни места. Значи сега тој не е ист со некој мало погонче, така? И второ, инвестициски проекти чии инвестиција изнесува најмалку 20 милиона евра. Значи он може да не вработува 300 луѓе, ама носи некоја современа технологија и инвестира 20 милиона евра, што е сигурно добро. Например, Джонсон Мети на почеток немаше 300 вработени. А Джонсон Мети исто така е една исклучително добра инвестиција, која што за жал малце работи со Македонија. Она прави профит сега и све е во ред, ама соработката со македонските фирми е мала, затоа што македонските фирми нема што да му дадат, а и он не е слободен да избере. Затоа што е во средината на тој ланец на снабдување. Сега, значи, тука, ако користи помош по овој член, он веќе не користи ништо друго. Користи само по овој член. Не може да користи и по другите членови и по овој член. Значи, тогаш, ние викаме, сега, тие што ќе дојдат поголемите, како да им направиме поатрактивно? И викаме, ќе им вратиме 20% од платите, као на сите други, ако нели ги исполнат двата критериуми, а за платите, кои критериуми треба да ги исполнат за да ги вратат? Да дават плата 50% над
минималната, значи 18.000 денара треба да е нето плата. И второ, да барем 75%, значи 100 вработени ако вработил, барем 75 да се или прво вработени, или да се директно од образовен процес, или да се од администрација, или да се од некоја фирма што отишла во стечај и ликвидација. Зошто? Заради тоа што ако не е тоа така, па ќе стимулираме да им ги превземат на веќе а пак му даваме слобода. 25 нека земе такви, ама 75 нека запосли нови. Се разбираме, нели? Значи пак 25 може да преземе, никој не му брани, за да го ослободиме, да ослободиме флуктацијата на трудот. Да ја ослободиме флуктација. Сега, ако овие два критериуми ги задоволи, нека биде. Ама сега тука, за разлика од претходно, кај што сме можеле да се договараме, сега тука има критериуми, нема што да се договараме. Значи викаме, ако има толку вработени, толку евра, ако има толку евра, ако има толку евра и кај ќе се најде. Нека си гледа кај ќе се најде, ќе добие. Дадовте забелешка дека дупло го субвенционираме, дека им го ослободуваме од персонален, им му даваме поврат на... Пазете, не знам дали гледате, ова е само за во ТИРЗовите внатре. Па тоа и до сега било така. Не го критикувајте, критикувате све што било, значи. Значи, и до сега, плюс и социјално не плаќале, не само што не плаќале персонален, не сите, 3, да, прави сте. Ама тоа било и така, ние, тоа што е позитивно го превземавме. Значи, да, во ТИРЗовите сам. Значи, ние тоа што е позитивно, господја Кузмановска, го превземавме. Никој нема ништо против оваа држава што е позитивно нешто направено. Јас сум прв кој што кажува, тоа е добро, тоа не е добро. Ова може, ова не може. Ама не можеме да кажеме дека е добро, дека 23 компании, 60% од вработените им ги превземаа на македонските компании кои што не ги плаќаат. Добро, точно е, овие се попотентни, поразвиени се, ама дали треба па сега домашните да ги затворим? Не знаете какви поплаки имаше, не знаете колку нервоза имаше. Не сакам да ви ги кажувам моите примери, да не биде лична работата, така? Затоа ви кажувам туѓи примери. Значи, се надевам и уште останува член 24 наместо 5 да биде 10 години. Видете, ние ценевме дека треба да помогнеме на компаниите во еден период од 5 години да добиваат помош. Ако тој добива во 5 години, веќе ќе биде доволно помогнат, пошто видите, ние можеме да ставиме и 100 години. Но законот за државна помош предвидува дека субвенциите престануваат кога ќе дојде он на 50% субвенција од инвестициите. Што сакам да кажам? Значи, може он за 2,5 години ќе го исполни, може за 3, ама он ако за 5 години не добие субвенции кои што го покриваат 50% од неговата инвестиција, тоа е лоша инвестиција. Ме разбирате? Значи, викаме пола од инвестицијата, не цела инвестиција. Оти за 10 години треба да ја покрие цела инвестиција, тоа е добра инвестиција. А викаме пола да ја покрие, така? Пола, значи 5 години од 10 години. Значи, во тој случај, значи тоа така е таа логика стајана и цениме дека е доволно 5 години да го помагате. Ако 5 години тој го помагате и не успее, тогаш лоша му инвестицијата. Ние немаме зошто како држава да трошиме пари на даночните обврзници за тоа. И последното што рековте, член 33, викате 10%, но и во право сте ако се отвори таква дилема, дали е 10% повеќе од претходните 10% па 11 или е 10 плюс 10. Но јас мислам дека прецизно стои, еве ако вие, нели јас сум машински инженер, ако вие имате поише правно искуство, еве јас ќе прочитам што пишува. Значи вика, од овој закон се зголемува за 10% од реализираната инвестиција. Значи, јасно е од што е 10%. Не е 10% од претходните 10%, него 10% од инвестицијата. Ако во претходниот член 23 имате 10% од инвестицијата и тука пак кажува дека имате 10% од инвестицијата, значи е вкупно 20% и мислам дека е доволно јасно. Доволно јасно. Сега, ако имате други забелешки, јас, верувајте ми, све ќе откажам денеска. Сакам сите кои ќе испаднеме од оваа хала, дали ќе се согласиме дека е добар законот или не, тоа е друго прашање. Ама сакам на сите да им е јасно што сме сакале да направиме. Ви благодарам. Извинете што бев малку екстензивен, ама ценев дека е важно да знаеме за што зборуваме.